Почитувани гледачи, добар ден, поздрав од ова ново издание на емисијата 30 секунди, подкаст кој оди на express.mk. Во воведот, јас би кажал само дека Македонија стана земја во која патни исправи најлесно вадат криминалци кои што се бараат на листи на Интерпол, а меѓу најголемите инвеститори се лица кои што најчесто се наоѓаат и на црни листи на разни земји. Зашто е тоа така? Ќе дознаеме од нашите гости вечерва. Тука со нас е потпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Добро вечер. Благодарам на поканата, наистина задоволство. И мојот колега од Алфа ТВ, Гуран Момировски. Гуран, ова е ваше второ гостување тука. Да ви кажам, искрено добро се чувствувам. Атмосферата е полежерна малку од тоа што го правиме во Заспи, ако можеш со колегата Трајан Мосалевич. Мило ми е така. Ги знаете пропозициите, имаме кратки прашања на кои се одговара со 30 секунди, а потоа ќе имаме посериозни прашања на кои што нема да имаме ограничено. По една минута. Да, не. Секој колку сака нека разговара. Целта е нели да се промовира дебатата која во последно време и не е баш присутна во нашата земја. Првото прашање генеричко, дали имаше некоја книга што ви остави впечаток недалава, наместо да имаме дигитален часовник, сега имаме песочен часовник, тоа е подарок од еден наш гледач од странство. Николовски, имаш ли книга? Ова недела читав документи, има едно издание, го препорачувам, се вика Македонското прашање во Отоманскиот парламент, после 1908 и после Уријетот, кратко има демократски парламент во Отоманската империја пред нејзиниот распад, каде што има и пратеници македонци кои што ја представуваат географска Македонија. И тука се преточени од историски архив сите документи за тоа како и што се зборувало за македонското прашање, така што топла препорака на сите да ја прочитаат. Благодарам. Момировски? Првиот гост што сум видел 130 секунди исполни времето. Ајде, вашето време тече. Да. Ја за мене немам дилема, писмо од Лудница на нашиот колега и донешен водител Срđan Ивановиќ. Ново има, така американци кажат resemblance, ново подсетува на ова што сега се случува книгата, ти што не знаате за нели поврзана со УДБА, активностите на УДБА од да, и распадот на Југославија. Распадот на Југославија и навистина тие што ги интересира оваа работа, таа работа се уште е дел од нашата реалност, мислам. Треба да ја прочитаат книгата за да видат делумно што се случува и ден денеска. Благодарам што ја промовирате токму мојата книга и неку најмалку би бил среќен кога тие настани од пред 30 и кусур години повторно би ги гледале тука. Пред нас тоа би било навистина пораз за сите што живееме тука. Дали гледавте некој филм, некаква серија, нешто, Коловски? Јас да бидам нема време. Јас да бидам искрен, не е многу напорна нела, интензивна нела, така што немаше време за филм. Да. Момировски? Предпоставам дека вас работата ви е филм. Па изгледа како серијски така. Наркос 4. И тоа со повеќе продолженија, да, со повеќе епизоди. Момировски имаш ли нешто? Гледаме серија Голијат се вика, американска продукција се разбира, со били Боб Торнтон, адвокат кој што успеа во првата сезона, например, да урне еден голем конгломерат од компании што работи за војниот сектор. Приказната пораката всушност од серијата, што мене е многу интересно, како еден мал адвокатски тим, правен тим, успева да уништи огромна милиарди вредна компанија и адвокатска и друга компанија која што произведува оружје. Повторно ќе речам, многу работи од серијата ме потсетуваат на состојбата во Македонија. Премногу работи потсетуваат на состојбите кои актуелно ги има во Македонија и тоа може би на некого му е возбудливо, но мислам дека одамна не сум гледал ништо со Били Боб Тортон. Од времето кога и неговото име се татуираше на одредени делови од телото на Анџелина Џоли. Господи. Да. Анџелина Џоли беше првиот сопруг, да. Точно, да се шалам. Ајде да го задржиме. Добро, ајде. Да, подкаст дозволено е, претпоставувам. Се е дозволено, се е дозволено, само да не се навредува, не е дозволено. Да. Сега, одиме нешто што некој малку потешко прашање од сферата на политиката или општеството, кој настан и дали имаше настан што предизвика некако внимание оваа недела. Ние сме обично нели земја во која имаме две афери дневно, така да претпоставам не би било проблем да се издвои. Па, мислам дека е од екзистенцијално значење.
тоа се протестите кои што на дневна основа веќе се случуваат во главниот град, се поврзани со животниот стандард, и мислам дека има една погрешна перцепција во јавност дека луѓето протестираат за повисоки плати, тие во суштина протестираат за плати со кои што ќе можат да го купат она што им треба, а причината за тоа е високата инфлација, која што лошите економски политики на оваа влада направија да во основните продукти е некаде околу 46%, и затоа ни едни пари не стигаат и затоа луѓето протестираат, така што моја поддршка. Благодарам. Момировски, истото прашање. За мене наставна делата е обидот на бугарските европратеници во Европскиот парламент да ја извртат целата теза на македонско-бугарските односи. Едно познатиот европратеник Џамбаски ги наредуваше македонските представнички во Европарламентот во мешовитата група, нели, каде што учествуваат Жаклина Пешевска зборуваше едниот ден, подоцна Василевска зборуваше Иванка. Тој ги нарече дека биле фашистки практично, дека фашистички тези промовирале, а всушност самиот тој е човекот кој што беше осуден од Европарламентот за користење на символите, нели, нацистички символи, да. Хитлер. Да. Добро, имаше ли некоја личност што ви остави впечаток, Николовски? По добро, по лошо? Тешко прашање. Нема некоја личност во Држава, ова Анела која што остави позитивен впечаток за негативен колку сакате име. Добро, тоа обично така е, со негативните сме преокупирани. За мене личноста што остави впечаток ни позитивен, ни негативен е Јенс Столтенберг, кој што овде во Скопје кажа дека во Македонија, односно во Југославија пронешна кога доаѓал, прв пат пробал сладолед, па е, не знам, полнети пипер, ки играл ринге раја, за подоцна да видиме дека истото го зборале во Сарајево, истото го зборале во Белград. Па тој во Белград и живеел, не знам како у Скопје ги пробал. Една држава беше. Да, една држава беше, ама секаде, ако одите и секаде го кажувате истото, затоа велам ни како вика, позитивно, не во Скопје негативно. прв пат сладолед, тоа ме потсети на Заев, кога велеше првата девојка ми беше од Србија, па после од Бугарија, па Значи, на темава, пријателите знаат, јас сум обожавател на историја, многу повеќе на социјална историја. Мислам дека е интересно да споделам ова за јавноста. Столтенберг има живеено во Белград како син на амбасадор дипломат, на Норвешка во поранешна Југославија. Веројатно јавноста не знае дека една од првите одлуки на Јосип Брос Тито кога се формира комунистичката власт во поранешна Југославија е да се одземат вилите на богаташите во Белград и да се поделат како амбасади, односно како резиденции на амбасадорите на државите кои што се акредитирани. Целта му е многу едноставна, тој бил свесен дека нема тој систем да преживее за секојаш, да не може никогаш да се вратат на семејствата на кои што им се одземени затоа што нели стануваат резиденции и на тој начин екстериторија, односно веќе се водат како територија на таа држава. И сега таму каде што е норвешката резиденција во Белград, сум бил една прекрасна куќа на некаде околу 10.000 квадрати земја на дедиње. На врв на рите има двори од лева и од десна страна, во мешан арапски и медитерански стил, заштитена е куќата, прекрасна куќа. Во период меѓу двете светски војни ја гради синот на Никола Пашич, на премиерот на легендарниот и најдолговечен премиер на Но вие Србија. простори, ја мислам дека. И се уште се смета за историска фигура број еден кај Србите. Син му е така еден бон виван, човек кој што ги користи сите привилегии на владењето на татко му. Важи за расипи куќа, за така недомаќин Недомаќин, да. Коцкар, пијаница и така натака. И во своите подвизи коцкарски ја губи дури и куќата. Но за да не изгуби куќата помеѓу двете светски војни, договорно се договараат со сопругата да се разведат, а куќата се припишува на неговиот син кој што исто се вика Никола под дедо му. И Никола Пашич Джуниор е југословенски амбасадор во Велика Британија во Втората светска војна како представник на кралската власт. Да. И останува таму затоа што нели Тито после доаѓа на власт, куќата им се конфискува и се доделува на Норвешка како резиденција, така што ево таа куќа живеел Столтенберг, можеби и тој не знае. Изборедна чудно, тоа не време да го Кога ќе докажам. се пензионирам од политика, планирам една книга да напишам само со вакви приказни, затоа што
Ова е интересен Многу момент интересен кој што значи историјата ние ја гледаме како настани, но во суштина најчесто Повеќе димenzионална е. има еден друг дел, а тоа е овој социјален дел како изгледал животот кој се приказните и така натака. Но сам вака бројни приказни од секаде кај што сум патувал, многу се интересирам. Така што кој ќе имам повеќе време ќе ги ставам на хартија, мислам дека Ја, двај интересно чекам четиво. тоа да излезе од. Мене ме интересира како во Норвешка во 80-те години немало сладолед. Како прв пат пробал Столтенберг во Југославија. Има Норвешка е исто е дел од социјална историја, е доста сиромашна држава, додека не ги откриваат резервите на нафта и на газ. До тогаш владе една огромна сиромаштија, а тоа е во период кога татко му бил амбасадор во Југославија. После ги откриваат резервите, тие се целосно државни, никогаш не даваат концесија на ниедна голема нафтена компанија и одат во заеднички фонд одат. За изградба на државата, кој што е сега веќе огромен, и Норвешка е тоа што е. Така што две норвешки се пред и после откривањето на резервите на нафта. Значи испаѓа ние сме го најале, сме го напиле, денешниот турлите полнети пиперки, веројатно некој кебапче се нашло на. Овој живеел нели во куќата на Никола Пашич. Веројатно било изгледало многу добро. Одиме сега што изгледа, значи да, сигурно е феноменална е, да. Добро, некаква изјава, интервју, говор, гаф, нешто слушнавме ли оваа недела што сте впечаток? Па, некој драматичен говор немаше, она што мене ми остави впечаток е на светската сцена. После повеќе од година дена имаше долги и суштински разговори помеѓу лидерите на двете најмоćни држави во светот, Кина и Соединетите американски држави, во Сан Франциско, каде што представителите разговараа еден на еден, тет а тет повеќе од 4 часа, со се делегации скоро цел ден. Јасно е дека во моментов тоа се двете суперсили и добро е што има комуникација. Кажа за одредени прашања дека нашле договор, за одредени не нашле, но самото тоа е крупен настан. Охрабрувачки на годината. Да. Момировски? Ако збориме за гаф, изјавата на премиерот Ковачевски дека тој ќе победил на едните избори, ќе водел главата. 8 години рече, не 4, 8. Претходно рече ќе водел 32 година, тоа е гафот според мене на делата, а иначе говор ми се бенди за тоа што го збореше во Европскиот парламент Иванка Василевска, пратеничката на ВМРО ДПМН, каде што со многу умешни, умерени зборови, без закани, без употреба на некаква агресивна реторика, испрати многу добра порака пред парламентот и подоцна имаше една изјава од Бутикофер, пратеникот, европратеникот, што побара германски пратеник, да, европратеник, да биде избркано од салата. Вака прилично интересна ситуација. Да. Добре, обично тука јас би прашал кои се големите предизвици со кои што Македонија во моментот се соочува, но јас тука би се навратил... Ја мислам кои не се. Кои не се. Ти одговорам во 30 секунди. Да. Не, нема више 30 секунди, се иде на нешто што мене многу ме интересира, а е поврзано токму со вас и е со она ставање на црната листа на Соединетите американски држави на оној контроверзен црногорски бизнисмен Миодраг Даха Давидовиќ, мислам дека добро го кажав неговото име, кој се јавува како инвеститор кој купува шик јелак од тетово, нели? И тука има некаква маркица за градење на 30 на згради, што од многумина, но пред се од вас, вие бевте првиот кога кажавте тоа, беше посочено како некоја можна матна сделка, бидејќи се работи за инвестиција од некакви офшор сметки во Панама, ако не се лажам. И вие додадовте дека сте трпели закани поради тоа што го откри се случи. Може ли малку да ни го објасните ова? Точно. Она што првично сакам да кажам е што ми е драго тоа што го извади во 2020 година, што сега се потврди со ова ставање на Дака Давидовиќ на црната листа на Соединетите американски држави. Второ, може би прв пат вечерва да разбијам многу теории на заговор кои што се појавија во јавноста, а тоа е имаше многу прашалници зошто баш тие зборови се употребени во описот на действијата на Дака Давидовиќ. Тоа се зборовите кои што јас ги користев во 2020 година, не само во јавност, туку и во известување на соодветните органи и во државата и во странство. Имајте предвид дека се работи за меѓународен криминал, имено јас во моите известувања точно напишав дека излегува податоци во јавноста, тогаш преку аудио снимки, дека
е дадено мито од над 300.000 евра на тогашниот генерален секретар на владата Драги Рачковски со цел да организира средба со Зоран Заев на која што треба да се договори деталниот урбанистички план во Тетово, но треба да се договори и уште една работа, а тоа е изградба на соларни и паркови на ветер во Штип и Штипско, затоа што тој поседувал земјиште таму по прегалница. Давидович. Да, така што... Ова е нова информација, ова не сме го слушнале. Па го кажував ја тоа што 2020 година, но поактуелно стана за Шикелак. За Шикелак затоа што се побрзо материализираше. Иначе во истите сознанија кои што ги објави во јавноста и тие разговори кои што беа објавени, тие снимки кои што беа објавени, се зборува и за земјиштето кои што тој го поседува во Источна Македонија, каде што сака да гради соларни и паркови на ветер за производство на електрична енергија. Тоа што го презентирав тогаш беше дека се работи за една исклучително контроверзна личност, за човек кој што Бил разузнат време. Па бил се и се што, меѓу другото бил и службеник. министр за внатрешни работи на пара владата која што се формираше во Босна и Херцеговина во делот кој што сега е дел од Федерација Босна и Херцеговина, односно од Бошњашко-хрватскиот дел. Се работи за еден екстремист кој што е директно поврзан со Српската православна црква, човек кој што преживеа атентат во момент кога се еше со еден од најекстремните владици во Српската православна црква, кој што е директен репрезент на екстремното влијание на Српската православна црква во целиот овој регион. За среќа сега СПЦ има патријарх кој што е од тоа помеко крило, но се сеќаваме на деновите кога она тврдо крило владееше со СПЦ и така имавме и ние проблеми како држава и нашата црква имаше проблем кој што за среќа се надмина со доаѓањето на ова помеко крило во СПЦ. Така што тоаш презентирав дека се работи за ваква личност, за личност која што е вплеткана во бројни афери, за личност која што има пари кои што се од црн бизнис и која што се обидува да ги испере после тоа преку офшор компании. Конкретно за Тетово презентирав документи во јавноста од Панама, во кои што се види дека тој регистрирал фирма во Панама, таму внесол пари без познато потекло и со истите после тоа го купувал Шикелак во Тетово, од кој што требаше да добие некаде околу 200 милиони евра профити, на тој начин да ги испере овие пари. Јас немам државни институции позади себе, тогаш и сега сум опозиција, го презентирав ова од опозиција и со самото тоа што сум стигнал до ситуација добивам документи од Панама, веројатно ви дава многу одговори дека не сум го правил ова нити сам, нити случајно. Дополнително ми е драго што сето нешто го зборував се потврди во јавност, а за мене во тој момент беше најсимптоматично тоа што власта во тоа време водеше на кампања на наше оцрнување, дека ние сме проруските антизападни елементи. Уште имам, а тоаш беше многу интензивна, тие биле прозападните елементи во државата. Тие прозападни елементи во државата на еден од главните експоненти на руската пропаганда на Балканот, како што и пишува во одлуката на Соединетите американски држави за ставање на црна листа, му доделија ваков спорен бизнис само еден ден после формирање на владата во 2020 година. Имено владата на Зоран Заев. Да, владата на Зоран Заев во 2020 година, владата на Заев на Али Ахмети и на Беса, затоа што Беса нели тоа што тие со СДСМ на заеднички листи, се формираше на 30 август 2020 година, изборите беа на 15 јули 2020 година, а овој план веќе на 31 август утрената помина во Советот на општина Тетово со тогашен градоначалник Теута Арифи и со тогашно мнозинство во Советот од СДСМ и ДУИ. Интересно е што после губењето на изборите од страна на Теута Арифи во Тетово, нејзината политичка кариера заврши, ако никој не го предвидуваше тоа, имајќи предвид дека беше втор човек на ДУИ долго време и дека претходно имаше бројни министерски позиции. А после тоа вице-премиерка беше за евроинтеграција. Меѓу другото. А после тоа се гледаше како личност која што може да добие врвна амбасадорска позиција. Јас нема едноставно.
Па интересно е зошто не отиде за амбасадор, се спомнуваа 3 локации, се спомнуваше Анкара, се спомнуваше Брисел, Европска унија и Вашингтон. И зошто не ја сакале прашањето? Да. И прашањето е дали е поврзано со ова или не е поврзано со ова. Може да се шпекулира секако, да. Така што да заклучам, овој обид за брутален криминал еве се потврди сега и со американската црна листа и драго ми е што прв зборував за тоа. Стигнаа тоаш бројни закани до мене да не зборувам за таа работа. Јас продолжив да зборувам и кажав во јавност дека имам закани, дека нема закана што може да ме спречи да зборувам за оваа работа, како што во суштина тоа го правам сите овие години на моја политичка активност и ќе продолжам да го правам во следниот период, затоа што мислам дека е така правилно. Она на што сум исто така горд е дека сегашното мнозинство во Советот на општина Тетово, кои што го сочинуваат советниците на ВМРО, ДПМН и на БЕСА, 3 пати со ред го суспендира тој детален урбанистички план и на тој начин спорната личност не може да гради во Тетово. Така што тоа што сме победиле, сме го реализирале. Битно е да критикувате, ама битно и кога ќе дојдете во опозиција нешто направите, да го направите, да не останете само на гола критика. Може ли моето време да го искористам за прашање? Многу ме интересира темата. Николовски во Заспијак може за прв пат ги објави тие документи кои што подоцна ставаат дел, да. Ме интересира како тоа во извештајот на американскиот Treasury Department, Министерство за финансии, таму стои нели Зоран Заев како човек под чија што команда работи, поручникот, мафијашка една сентенца за Рашковски, тоа не сум го видел никогаш претходно на американските црни листи, многу имам читано. Лутенет. Да, топ лутенет, демек главен поручник. Така беше. Тој е мафијашка. Не дека напишале нешто што не било така. Апсолутно, но малку чудно. Ме интересира зошто таму не се спомнуваат луѓето од ДУИ. Тејуто Ариф и јас лично сум убеден дека во Америка не замена заради тоа што американците се работи прво за одлуки кои што се максимум половина страна се, не можат тие дескриптивно да пишуваат романи таму. Го одвоиле тоа што беше најбитно и најзначајно. Иако да бидеме до крај фер, носењето на деталниот урбанистички план не беше нелегално. Значи, сите процедури беа испочитувани. Моите прашања тоаш беа зошто, затоа што носење на деталниот урбанистички план е политичка одлука, самото тоа што се гласаа од советници избрани на избори, на директни избори, е политичка одлука. Прашав зошто баш тој детален урбанистички план се носи во Тетово прво, и второ, како Министерството за транспорт и врски, кое што е надлежно да даде согласност за секој детален урбанистички план, за тој план дало согласност за 7 дена, а за други планови не дава согласност ни по 7 месеци. Така што моите прашања беа насочени кон процедурата, а не кон легалноста на процедурата, која што е факт дека е легална. Она што беше нелегално беше давањето на мито кон Драги Рашковски со цел да организира состанок или состаноци со Зоран Заев. И тоа е тоа што е напишано во одлуката. Значи, тие се насочиле на нелегалните активности, а нелегални активности се давањето и примањето мито со цел овозможување на состаноци кои што ќе донесат друга корист после тоа. Мене ми е интересен феномен, искористам се моето право. Ова е прва одлука за ставање на црна листа на Американското Министерство за финансии за човек кој што не е предмет на македонски истраги. Дака не е предмет на ниту една истрага, предистрага, кривична пријава, кривичен акт, ако сакате. Ова е феномен кој што можеби навестува што ќе се случува во будењето. Зошто македонските власти досега не го Тоа е клучно прашање. Значи да излезе во јавност профил на човек на политичар како мене и да презентира документи како што јас презентирав, во секоја нормална држава се отвара истрага или минимум предистрага. Јас до денес не сум прашан како сум ги добил тие документи, од кај сум ги добил. Немаше допрен глас, никој не бе. Точно. Допрен глас имаш, дали не допре. Не добре глас, точно. Дали би бил расположен да ги споделам тие документи со надлежните институции во држава секако дека бев. Така што тие решија да не го истражуваат тој случај. Минимум мислам дека требаше финансиски да биде истражен. Јас сум свесен дека капацитетите на нас како држава се мали. Многу поголеми држави тешко се борат со даночните раеви. Тоа е светски глобален проблем на најголемите држави, но минимум можеше да се почне нешто и да се побара меѓународна правна помош во кој што
би се испитал текот на парите или барем би се стигнало до одредени индици и ништо од тоа не се направи. Оно што е интересно, извини, Иванович, оно што е интересно е што и еве откако дојде на црна листа од обвинителството нема никаква информација да ве викнат, добро рековте сега. И утре се уште има време да ве викне обвинител Ѓовевски да рече Николовски од каде ви се овие информации испаднаа точни. Па јас гледам дека одат во друга насока. Две работи кажа представниците на актуелната влада на СДСМ и ДУИ. Првата, компании кои што биле на црна листа не учествувале на тендери, и втората, лица кои што се на црната листа не може да обавуваат политички функции. По однос на првата јас се слагам. И за тоа сега да прашам. И мислам дека е добро. Дали тоа во ред, ако некоја странска земја стави наш политичар на црна листа, ние да му забраниме да... Па, тоа е второто. Прво за прво, мислам дека е добра идејата компании кои што се на црната листа на Соединетите американски држави како наш главен стратешки партнер да не може да учествуваат во јавни набавки. Многу често, например, земјите членки на Европска унија и на НАТО пишуваат компанијата да е од земја членка на Европска унија или на НАТО. Можете да направите такви ограничувања. Но прашањето е која е личноста која што го презентираше тоа во јавност и колкав кредибилитет има. Имено тоа беше презентирано во јавност од актуелниот министер за внатрешни работи, кој што во моментов е министер на единствената институција во Македонија која што има направено поголема јавна набавка од компанија на црната листа на Соединетите американски држави, имено компанијата Infinity доби голем тендер за IT опрема во Министерството за внатрешни работи, а истата е во собственост на лица и на компании кои што се на црната листа на Соединетите американски држави, конкретно на семејството Додик. Во однос на второто прашање, оно што е интересно за Македонија е дека Уставот кај нас јасно кажува дека единствен услов за да некој биде биран или да може да бира е да има наполнето 18 години и да не е правосилно осуден на затворска казна која што е повисока од 6 месеци. Така што ние можеме да го направиме, ама не треба закон, туку треба устав да се смени, покаже класично правно непознавање, затоа што ако вие смените закон кој што не одговара на уставот, било кој уставен суд ќе ви го сруши. Така што доколку планираат интервенција, тогаш интервенцијата треба да оди во уставот. Имаше се некој прашање? Пошто знам дека во меѓувреме локалните власти го суспендирале генералниот урбанистички план во 3 пати, како што кажав, се суспендираше затоа што согласно закон ништо тие згради нема да бидат. Согласно закон, па и тоа е сега следен предизвик, согласно закон суспензија на детален урбанистички план може да биде максимум 6 месеци. И не може да се прави неограничен број пати. Не го кажувам ова како алиби, го кажувам како факти. Зошто? Знаете дека имаше мораториум за градба во општина Центар во Скопје, но кога наеднаш оваа власт, односно претходното раководство на оваа власт, семејството Заеви увиде дека можеби е добро да се градат згради во Треска или на паркингот кај Holiday Inn, можете да замислите како волшебен пожар во Треска. Дека е добро, направија притисок врз Уставниот суд, па Уставниот суд донесе одлука дека може да се става мораториум за градба само на државно земјиште и дека истиот не може да е подолго од 6 месеци и дека за да има поеќе од 2 пати мораториум мора да има во постапка носење нов план за истото земјиште. Така што Тетово досега 2 пати го суспендираше, за третиот пат мора да почнат постапка за носење на нов план, што го направија, па направија трета суспензија. За среќа таму најголем дел од земјиштето е државно, затоа што не успеал Давидовиќ во меѓувреме да го трансформира, иако е собственик на објектите, но фактот е дека ова е прилично спорна одлука на Уставниот суд, која што ја мислам нема ништо со устав во оваа држава, туку има со бизнис интереси на некои политички семејства во држава и очигледно на некои уставни судии. Горет, мислам дека исцрпивме оваа тема, така? Па мене само ме интересира на емотивен аспект на оваа работа. Вие сте навикнати се тужевте еднаш и 2 пати со Вице Заев на суд. Еднаш со Вице, еднаш со Зоран. Еднаш со семејството Заев. Семејство Заеви, да. 2 пати ги добивте така на суд. Па ако и прашате нив они ме добиле, ако ме прашате мене ја ги добив, а во суштина во двата случаи се покажа парадоксот на македонското правосудство, каде што кутрите судики, затоа што беа соочени со од една страна сопствената совест, бивајќи целосно свесни дека јас сум во право, од друга страна притисокот на власта донесе одлука и ти си во право, што во
Правото е невозможно, Супер но е тоа, значи тоа е духот ново на право. професорот Васил Тупурковски се уште Сите лепди се во Уште да во- измислиме во вака и Македонија, фудбал нешто да се Иако цика, човекот ни предаваше на сите, ама не предаваше направен, предаваше направен во делот на политички науки, ама очигледно духот фатил вика и одредени судики. Него е тоа сите победници, тоа ми се свиѓа многу. Сите се победници, да. Не мене интересира како е да се живее под закон. Човек што прави 200 милиони евра можен капитал од Тетово, претходно бил дел од структури радикални така натаму, да ви се заканува, сега не знаеме кој точно ви се заканува. Тој. Предпоставувам дека Точно. Тоа не оди преку луѓе. Никогаш не оди директно, оди преку луѓе, за со цел вие да немате доказ да можете утре да покрените Да. правна постапка, но доволно сме сите возрастни и паметни да кога ќе стигне по одреден канал да знаете дека е вистински каналот. го прашувам ова заради тоа што Скопје не е Казабланка на времето шпиунски центар, па нема убиства, све е под јорган. Скопје е место каде што во центарот на Скопје се убиваат луѓе, каде што Во моловите, тоа значи стана се редовно. пука во трговски Да. центар. Значи тоа е нешто што е стандардна работа и ме интересира како да се живе. Ви имате семејство, имате дете. Немам јас страф од тие работи. Па добро, немате, ама. Обично куче што лае нека става, односно тие што се закануваат не реализираат. На крај на ден ја немам ништо во животот направено освен што зборувам. Ако зборот е грев, тогаш во ред, сум направил грев. Па добро, да уништите нечи Но- бизнис од 200 милиони евра, Николовски Па е баш така. не мислам дека сум уништил, мислам дека само сум презентирал во јавност што се случува. А има институции во држава кои што треба да си видат дали е Тука тоа не се легално согласуваме, нема институции. или Во моментот или нема не. институции. Ефикасни институции. Нефункционални си, значи Да, ги има. Таја што имаше бројни закани овие години, здравиот Господ, некогаш кога ќе пишувам мемуари, ќе ги пишам малце и подетално, не е лесно ова време во опозиција. Односно, ако го споредиме со двата претходни периоди на ВМРО-ДПМН во опозиција, ова е трет пат да е партијата во опозиција, ова е дефинитивно најтешкото време и времето со најмногу предизвици. Ние не бевме планирани да постоиме. Планот беше да нашата политичка партија биде укината и биде забрането политичкото действување на ВМРО-ДПМН и на челните луѓе на ВМРО-ДПМН. Од една таква ситуација и еден таков мастер план, кој што исто така јас прв го презентирав во јавност, чии автори беа врвните луѓе на СДСМ, да дојдеме во ситуација да не е дискусија дали ќе победи ВМРО-ДПМН, туку колку ќе победи на следните парламентарни избори. Мислам дека сме направиле добро. Тоа баш беше моето прашање тука некаде, нели во овој последен дел од емисијата. Ако добро разбав, изборите ќе бидат сега се планираат некаде за мај. Да. Па не е дефинитивно. Не е дефинитивно, има различни размислувања, но мај ќе или се јуни ќе биде. Не, она што е дефинитивно е дека ќе се споени, што е многу битно. Добро. А ќе бидат или во април или најдосна на 8 мај. Добро. И во Вие тоа значи дека може да има техничка влада и за нова година. Теоретски. Па ние предлагаме да нема техничка влада. Да, тоа е нова и ситуација. стоиме на тоа и мислиме дека е поминато времето за техничка влада во Македонија, дека не е зрело за една демократија, за земја членка на НАТО и земја која што сака да почне преговори за членство со Европска унија. Да има техничка влада. Техничка влада пред избори, така што еве ние джентлменски се Да. откажуваме од сега, техничка влада, иако е таа во корис на Вие опозицијата. велите дека сега е прашањето со колку проценти повеќе ќе победи, а не дали ќе победи ВМРО-ДПМН. Имате ли спремни листите? Изборите сега, имате ли кандидат за председател? Или се уште траат лицензии? За председател се уште не. Согласно интерните процедури ќе го бираме на конвенција. Тоа е една интересна пракса, воведена уште од формирањето на партијата. Многу личи на оној американски систем на избор на кандидати за председател во рамки на политичките партии. Значи, цело наше членство бира делегати, тие делегати се собираат на конвенција, па гласаат за еден од предложените кандидати. Кандидатите ги посетуваат сите наши општински комитети и се презентираат, значи водат една класична натрепартиска кампања и ако за нешто секогаш ми е тешко да дадам до крај прецизен одговор кој ќе биде изборот, тоа е за председател, затоа што тука најмалку улога има раководството на партијата, за разлика од други функции каде што директно ги бира Носители извршниот на- комитет на партијата. Значи ова со председателот сепак ќе биде ќе состои на делегатите. Да. Ќе
ќе биде демократски скроз. Па како и до сега, ние на минатите избори, кога ја кандидиравме професорката Силјановска, Добро, памтам ја некои имавме- поодминати избори. имавме 9 кандидати, например, на конвенција и има гласови сите, не е дека сите гласови отидоа кај професорката. Добро. Умировски, еве на рана прогноза за изборите кои ќе бидат во април или мај. Ја Апропо, нели она дека премиерот ќе остане уште 8 години на власт. Добро, он ќе си остане. Па добро, зашто да не остане? Ќе Зашто остане. не, ама зашто да немаме 2032, двајца жив и победника? Да живи здрав. Мене нешто друго би сакам да искористам прилика да Николски е тука повеќе инволвиран во работите, се разбира. Рековте преска тешко во опозиција. Мојата теза е дека на ВМРО ДПМН ќе му биде потешко на власт кога ќе дојде. Па да, ја. Ја тоа што го гледам сега од урнисани институции, не функционираат најобични шалтери за изводи, вие ќе имате сериозен проблем да ја вратите државата на колосек, на функционален колосек. Не Се зборам за слагам, возовите, се не слагам. зборам за колосици. Се Возовите. Возови слагам, нема. девастирана е државата, нема сектор во кој што нема корупција. За корупцијата веќе се зборува како за нормална работа, како за работа што треба да се случи, а не за работа која што треба да е казнета, така што со оваа власт на СДСМ и на ДУИ јасно е дека корупцијата цвета, економијата тонејќи, имаме многу работи за поправање. Но пополека, чекор по чекор ќе ги поправиме. Регионот, светот, континентот се наоѓа пред едни големи предизвици. Мислите ли дека ќе имате одговор на сите тие натрупани проблеми со кои се случува со Македонија? Еве само од некои тривијални работи кои се многу битни. Преска ја спомнавте, нели, инфлацијата, скапата храна, скапите енергенси. Дали ќе можете со тоа да се справите? Видете, одговори на сите прашања не можеме да имаме и мислам дека не е реално да се очекува дека ќе имаме одговор на сите прашања, нити мислам дека е фер да ветуваме таква работа, така би биле големи лажговци. Но прашањето е дали ќе се поместуваат работите, апсолутно мислам дека ќе се поместуваат, доколку за 4 години од следните избори Македонија е попристојно место за живење, со подобри услови, тогаш секако дека се направил напредок, ќе бараме уште еден мандат, па во вториот ќе направиме и повеќе. Мислам дека треба да сме фер со луѓето. Она што можеме да го ветиме е стабилност и сериозност. Мислам дека на Македонија требаат стабилни луѓе, а не шарлатани, и требаат искусни луѓе, а не деца кои што не знаат кај се и како со државата. Тоа ние го имаме. Имаме тим на луѓе и секако сега подготвуваме програма која што ќе одговара на реалноста во Македонија, една таква стабилност и посветеност, со силна битка со корупцијата и криминалот, кревање на економијата и заштита на македонските национални интереси, што покажавме дека од опозиција можеме да правиме, камоли од власт. Мислам дека за 4 години ќе однесат Македонија во Има некаков попристојни фичекор услови за за живот. Ова мислам дека се први избори во кои опозицијата не мора баш ништо да вети за да дојде на власт и воопшто нема потреба да се направи некаков опозицијски широк блок за да се урне владеачката класа. Дали вие така Па мислите? не, ваква разлика за опозиција немало, не само Македонија, само во регионот немало. Да, ама нема още потреба ние сега да се обединуваме сите заедно против Ковачевски нешто. Ништо тоа нити па. Ја не слушав некакво ветување вие да дадете до сега. Некако грандиозно, ни милиарда се спомнува, ни инвестиции, тоа- ништо. Освен што ветувате, Немаме- институции ќе функционираат. Немаме намера да лажеме народ. Да, Мислам, ако ветиме таква работа, ќе излажеме. Да, ова немало да сега никогаш. Така, ова е прв Па не пат. знаеме дали за среќа или за жал. Тоа значи дека власт е толку многу лоша Па што не, јас мислам дека ќе е за среќа од причина што паметни се луѓето, преку глави ми одлажени. Ако ние се напишеме програма во која што ќе ветиме дека нема да има точка која што не е покриена со автопат за 4 години или дека ќе има брза пруга низ цела држава, не е реално. Ама ако ветиме дека ќе почнеме да градиме брза пруга барем на една линија, ова по коридор 10 вие север југ, зборите на таа тема подолго време. да, тогаш мислам дека е тоа Добро, реално. тоа е реално е таа, значи По мене тоа веќе е- во Србија се гради, во Грција. Тоа е стратешки проект број 1 за Да, Македонија. Тоа е нашиот Суетски канал. Вардарската долина е причина за најмалку две војни во овој регион, Балканската војна и Првата светска војна.
така што таа геостратешка позиција на Македонија мора да се искористи, не само на Република Македонија, на географска Македонија, затоа што Вардар роди точно по средина на географска Македонија, и спојување на Солун со Скопје со брза пруга ќе значи спојување на јужните мориња со централна Европа. Ќе значи таа идеја Белград, Будимпешта, па потоа нагоре се кратење на патувањето на товарните бродови за 27 дена, што значи дека робата ќе оди за 27 дена побрзо до своите крајни дестинации и поевтино, затоа што северните пристаништа типот на Хамбург, на Антверп и на Ротердам се веќе преоптоварени и поскапи се. И затоа се поскапи и ова ќе значи можност, ако сакате, и за Грција се развијат незините пристаништа, ќе значи можност за Србија, покрај нормално за Македонија, за да си наплаќа за услугите, мостарина, вака народски кажано. Патарин. Ќе значи можност и за Будимпешта и за Виена да станат пристаништа на суво, односно да станат центри од кои што после тоа робата ќе се дистрибуира низ централна и западна Европа, така што се работи за една голема идеја, идеја која што не е од вчера и ако сакате идеја која што и даде 100 години повеќе живот на Отоманската империја. Може би јавноста го знае тоа, може би не го знае тоа, после договорот на германските тогашни кралества, затоа што не биле обединети во цврст сојуз, но постоела една конфедерација со тогашниот турски султан, се гради познатата Ориент Експрес е нешто друго, но се гради пругата Багдад-Берлин, која што поминува низ цел Балкан и на тој начин Германската империја се развива, затоа што тоа е прва империја што нема колонии, нема таков излез на море, а добиваат ефтини суровини и тие на тој начин ја одржуваат во живот Отоманската империја. Ориент Експрес е за оние кои што биле поекзотични. Парис почнува да патува по оваа пруга, Блиски Исток, со цел да гледаат екзотика, да гледаат папагали, мајмуни и останати екзотични животни кои што ги носат после тоа по париските улици, но тој Ориент Експрес одел многу побрзо од овие возови кои што ги имаме. Добро, вие не одат возови така да се е побрзо до вие возови, да. У Мировски дани нешто и нешто. Уште ја ќе искористам. Немаме време. Сега да зборувам само, мора да го прашам овој многу интересен феномен. Многу од граѓаните не очекуваат од ВМРО-ДПМН да направи, не знам дека ќе живееме сите со 2000 евра, но очекуваат да има правда. Тоа го зборени вчера во емисијата, заспи ако можеш завчера поточно. Луѓето сакаат тие што краделе да одат во затвор. Дали е можно? Па и да тие со кебапчињата идат. Тоа е предизвик број 1 кој што ќе го Вие сте правник, за тоа ве прашувам. Кој што ќе го реализираме, одговорност и правда во Македонија ќе има. Овој одговор Ве држиме за збор. Мислам дека ги стрпевме сите теми, немаме многу време денеска, почитувани гледачи. Тоа беше се во ова четврто издание на подкаст 30 секунди. Поканата и во некоја стена прилика можеме само за вакви социјални историски теми. Да, ја добро би сакал. Дефинитивно дека добра комбинација имавме на секако. Јас сум голем љубител на историјата, така што стојам на располагање. Мировски, вие да кажете нешто? Не, ја имаше добри работи што ги слушнав, ме интересираше, што не ги искористиме на последното интервју во Алфа Суникова. Значи, сето тоа што не сте го виделе на Алфа, ќе го видите на нашиот подкаст. Пријатно.